Почитувани гледачи, добро вечер. Добро вечер уште еднаш, бидејќи претходно ја најавив емисијата пред 10 минути во Вестите со Анита, но сега официјално, тука се моите гостинки, да кажам дека изминатиот период генерално за кампањите на политичките партии, за кампањата која привршува, говоревме со разни експерти, политички аналитичари, повеќе или помалку, кои што дадоа една слика за партиите како влегува во оваа кампања. Вечера сакам со експерти да разговарам и на моје задоволство, речиси за прв пат имам две дами, две господи, експерти, кои што не се директно инволвирани во политичката кампања, во политиката, кои што ќе може да објаснат и вам на гласачите, на граѓаните и гледачите, што е тоа кампања, какви пораки има, какви партии имаме, што е разликата меѓу политичка кампања и комерцијална и така натаму. Има многу прашања кои што веројатно ќе произлезат од нивните искажувања. Вечерва во отвореното студио на телевизија Нова доктор Марија Ристевска, без В, извршен директор на Центарот за истражување и креирање политики. Добро вечер. Експертка и директорка. Експертка и директорка на Центарот за истражување и користиме креирање политики. феминизмите во македонскиот јазик. Се слагам и магистар Славица Билјарска Мирчевски, без В, експерт за односи со јавност. Добро вечер, господјо Билјарска, така ќе се ословуваме. Господјо Ристевска, 20 на дена сме во кампања, слушнавме многу работи од партиите, буквално сме на еден пазар, може да се каже политички пазар. Што значи тоа и како се однесуваат партиите на овој пазар, од кој што веројатно едните продаваат, другите купуваат? Така. Ние сме тие што купуваме. Бидејќи денеска вечерва се договоривме да разговараме за политички маркетинг, мислам дека најпрвен е најбитно да се постават основните концепти во политичкиот маркетинг, а тоа е првенствено политичкиот пазар, да го дефинираме, а потоа и оние кои што ја нудат понудата на пазарот и купувачите, односно граѓаните како потрошувачи на овој пазар. За да го дефинираме пазарот, мислам дека најбитно е да ги разгледаме различните современи фактори кои што влијаат на политичкиот пазар. Значи, живееме во време на интернет, на растечка употреба и влијание на телевизијата и другите електронски медиуми. Тие се многу значаен фактор кој што влијае и го определува политичкиот пазар. Истовремено, за Македонија е битно дека, за разлика од други земји, каде што имаме намалување на членството во политичките партии и воопшто политичкиот активизам, земјата се карактеризира со најголем број на членови, на граѓаните кои што се членови во некоја политичка партија, но во исто време имаме тренд на намалување на членството во политичките партии од страна на младата генерација, која што останува да биде многу ангажирана во традиционалните политички активности. Ова е битно да се знае заради тоа што понатака ќе ги видиме програмите на политичките партии како тие ги сегментираат овие целни групи, знаејќи ги дека се влијателен фактор во политичкиот пазар. Исто така, за Македонија е карактеристично што албанското гласачко тело во последните изборни циклуси покажа големо незадоволство преку малата излазност, извинувам, на претходните избори. Исто така, во последните изборни циклуси забележуваме зголемена употреба на видеа, забележуваме зголемена употреба на герила маркетинг, на паравести, на портали на ваков или онаков начин за користење во кампенски цели. И исто така некако почнува да се губи она традиционална поделба на гласачкото тело според некои категории како што се кој каде живее, на која класа припаѓа и така натаму. Овие сите фактори се многу значени заради тоа што го влијаат на пазарот, но во исто време ја определуваат вториот концепт или вториот битен елемент во политичкиот маркетинг, а тоа е граѓанинот како корисник
Во последно време гледаме тренд на дефинирање на граѓанинот како потрошувач всушност и тоа резултира со една сервисна ориентираност и на самите партии, на нивните политички програми, да ги задоволат потребите или пак интересите на граѓаните. И истото пак подоцна влијае на подлабока сегментација на гласачкото тело. Веќе се небитни само македонци, албанци, веќе е многу побитно дали се тие млади, дали се тие фамилиарни лица, дали се невработени, каков е нивниот економски статус, со што се бават, дали е приватен бизнис, јавен сектор, земјоделие, дали се пензионери, дали имаат определени интереси поврзани со заштита на животна средина, ги интересира подобро здравје или не. Значи, тотална сегментизација на гласачкото тело и овозможување да политичкиот пазар, на политичкиот пазар, оние кои што нудат понудата, одат со микротаргетирање на овие сегментирани групи, значи и да понудат нешто за секој од нив, за да може да го добијат и нивниот глас. Истовремено забележуваме тренд каде што гласачите сакаат многу поопипливи ветувања, проекти, програми, кои што ќе нудат резултати и кои што ќе бидат ефективно остварливи. Значи, заради ваквата состојба на политичкиот пазар, во суштина политичките партии како понудувачи на тој пазар треба да понудат програми кои што се реални, кои што се остварливи и кои што се ефикасни, во смисла граѓаните ги интересира колку чинат. Затоа е многу интересно од оваа дистанца и да ги гледаме како тие ги презентираат нивните ветувања, нели, во временски рамки, со колку пари ќе чинат и така натаму. И само уште една реченица за да завршам. Така, тоа доведува да во моментов во Македонија и во светот разликуваме во суштина два вида на политички партии, тоа се пазарно ориентирани партии и така наречени продажно ориентирани партии. Пазарно ориентираните партии се оние кои што нудат програми и понуда која што одговара на потребите на пазарот, на граѓаните, на купувачите на тие програми, додека продажно ориентираните партии се обидуваат да го сменат мислењето на граѓаните и да тие усвојат определени други вредности и цели кои што им ги нудат политичките партии. Одека имам прашање, но ќе продолжиме, бидејќи не можеме се одеднаш, нели, затоа и трае еден час емисијата. Господи Бидјарска, бидејќи почнавме малце теоретски, една дефиниција господјата Ристевска даде околу пазарот на партиите. Велиме сме во кампања. Зборот е едноставен, сите мислиме да го знаеме, но фактички што значи кампања? Кој влегува во кампања, зошто и што е крајната цел? Значи, кои се пораките? Кој треба нешто од таа кампања да извлече корис, полука партиите, граѓаните? Така, кампањата во политичка смисла на зборот и во политичка, се тие 20 дена, нели, кога партиите имаат можност да ги представат своите програми и да ја побараат довербата од гласачите. Кампањата во комерцијална, така да кажам, смисла на зборот е акција која што одреден производ или бренд ја спроведува за да оствари различна цел кај незините, неговите потрошувачи. Да подигне јавна свест, да изврши влијание некакво, да зголеми продажба. Тоа се акции кои што се спроведуваат во одреден период, имаат некаква цел да остварат и после завршуваат. Понатаму продолжуваат некои други активности. Конкретно во нашиот изборен систем е напишано дека кампањата трае 20 дена, нели имавме предходно 40, се намали за да се намалат трошоците и да се намали од друга страна притисокот врз гласачите, затоа што и тие се под постојан притисок, слушајќи ги пораките, следејќи ги митинзите и така натаму.
Кампањата има за цел, како што реков, да направи некаква промена. Сега политичките партии ја користат пред се да се обратат на гласачите и да придобиат некакви гласови. Истражувањата велат дека нивните закоравени гласачи не го променуваат мислењето во текот на кампањата. Она на што може да се надеваат се тие неопределени или нерешителни гласачи, кои што може под влијание на пораките кои што се упатуваат во текот на кампањата да решат да излезат да гласаат или да одлучат да го дадат својот глас за една од опциите која што им е понудена. Имено многу студии има на таа тема. Мислам дека истражувачите велат дека можниот процент на промена на мислење кај гласачите е до 5%. Во текот на кампањата. Зависи од тоа колку се активни политичките партии, колку се ефикасни пораките. Меѓутоа, мора да споменеме едно. Кампањата не е само тоа што ние го гледаме на телевизија или го слушаме или го гледаме на електронските медиуми. Политичките партии водат различни начини, односно бираат различни канали преку кои што ја водат кампањата собствена. Например, одат од врата до врата. Тие комуницираат со луѓето во малите населени места. Друг канал кој што го користат се билбордите, трет канал се електронските медиуми, четврт канал се радиодифузерите и така натаму. Значи, они не се ослонуваат само на еден канал за да ја пренесат пораката, и тоа што сакаат да го пренесат, како што рече Марија, го таргетираат до различните целни групи. На тој начин се обидуваат да остварат поголема ефикасност во тој краток период кој што го имаат за кампања. Рековте краток период, скратено од 40 на 20, веројатно секаде е различно. Така да. Секоја кампања, па дури комерцијалните, имаат, можеби комерцијалните на поинаков начин, бидејќи кога сакаат можат да влезат во кампања, додека партиите им е определен терминот. Рековте дека да здивнат 40 дена можеби многу и за конзументите кои што треба тие програми, таа реклама по медиумите да истрпат на некој, да издржат. Да. Од аспект на теорија, дали се проценува кога е премногу или кога е премалку реклама или кампања? И во комерцијала, и во политичка смисла на зборот. Значи, колку може гледачот или граѓанинот или гласачот да издржи агресивна кампања во текот на 20 дена, деноноќно, фактички, од митинзи, говори, средби со граѓани, реклами, позитивни и негативни. Дали може да има позитивен или некоја се создава и така наречен контраефект? Значи, колку партиите може да проценат дали претерава или не? Знаете како, кај нас во односите со јавност има едно правило, вели и тогаш кога тебе ти е здосадено од твојата порака, повтори ја уште еднаш, затоа што можеби има некој таму што не ја слушнал. Така ли? Меѓутоа, сакам да кажам друго. Секоја единка, секој гласач, секој граѓанин, секој човек е сам за себе и има собствена мок на издржување на тие надворешни влијанија и напади. Во еден момент, кога вие ќе се заситите од се, ќе престанете да го перципирате тоа на начин на кој што другите го перципираат. Верувам сте биле сведок кога нон-стоп гледате банери, да речеме, на интернет сајтови поставени на едно исто место, во одреден период вие престанувате да ги забележувате. Зашто едноставно очекувате дека таму ќе најдете банер, вас тоа не ве интересира, оти на вас ви е преку глава од гледање на такви банери, пораки и што и да е, и вие само си го конзумирате другиот дел од порталот, да речеме. Истото се случува и со телевизијата. Во еден момент гледачите гледаат дека нешто се случува, дека оди некаков спот или некаква порака, меѓутоа може воопшто да не забележат што е тоа. Целта што ја наумиле партиите се губи, ефектот се намалува. Да, се намалува. Се намалува ефектот, се губи целта. Ето, реакција на граѓаните, аман више, значи, преку глава ми више, не конзумираш. Како пред испит, кога ќе учиш наеднаш, ти веќе ти се пореметуваш што требаше да учам, што научив, која беше пораката на партијата, што треба да запамтам од ова. Да, меѓутоа ви кажав, значи постои или многу е голема веројатноста дека тој гласач што почнал прв да ја гледа
кампањата, во одреден период ќе се презасити, меѓутоа во меѓувреме дошле некои нови кои што не почнале од почеток да ја гледаат или да ја следат пораката, па тие почнуваат да стануваат конзументи на таа порака и заради тоа не може да партиите не се во можност да донесат некаква одлука да речеме сега е доста. Они мораат да ја повторуваат пораката онолку колку што нели законски им е дозволено. Сега дали избираат вистинскиот начин, дали ја упетуваат пораката до вистинскиот гласач, тоа е веќе друго прашање. Добро, сакам со вас да продолжам таму кај што станавме, но мислам дека е добро да направиме една мала пауза за реклами, бидејќи два прекина треба да имаме доколку нема вклучување во некој од партиските митинзи, а потоа сакам да ги објасните овие термини кои што ги презентирате во првиот дел од разговорот. Режи реклами. За подобра 2017-та. Одберете пола месечна претплата цела година. Или ново капе по празнична цена. Само со VIP Postpaid. Повеќе за вас. VIP. Што е различно за уметност и професијата? Квалитетот. Направи нешто уметничко, значи направи нешто најдобро. Моторот е срцето на автомобилот, а голема гордост е да си има поддршка од квалитетно италијанско моторно масло. Пакело е 100% изработено без рециклирање, масло за кое стојат брендови како Ферари и Ламбурџини. Освои 2 европски шампионски титули. Пакело, бренд различен од останатите. За прв пат на Охридската ривиера ексклузивни цени со 25% попуст, почнувајќи од 1250 евра на рати. Можност за купување преку стамбен кредит од Комерцијална банка АД Скопје со рок на отплата до 30 години, каматна стапка од 2,9 годишна фиксна за првите 3 години и 6,85% годишна променлива за останатиот период на отплата, без надомест за одобрување на кредит и без трошоци за процена на вредност на хипотека. Најважниот ден од вашиот живот нека биде совршен. Свадбената веселба е спојна радост, безброј емоции и моменти на среќа кои траат вечно. Центробизнис ги нуди на располагање големата и малата сала за вашата свадбена веселба. Богато мени, луксузно опремен и пријатен амбиент со врвна услуга за свадба од соништата. Хотел Центробизнис Виница. Имате пожар во стомакот. Гастрогард е брзо и безбедно решение за вашите стомачни тегови. Изгаснете го пожарот во вашиот стомак. Гастрогард. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Го почнуваш денот со кафе и дневна доза политика. Го продолжуваш муабетот и со пријателите на чај. Додека се шишаш, уживаш да бистриш политика со берберот. А во кафеана, секогаш ги отвораш најжестоките теми за дискусија. Џабе само бистриш политика ако не излезеш да гласаш. За фер и демократски избори. Животот во колективните згради носи удобности, но и солидарни обврски, без оглед дали и колку користиме. Оние со централно грејење подобро се грејат, помалку плаќаат и придонесуваат за животната средина. За оптимално грејење потребни сме сите. Колку повеќе не има, помалку трошоци за секого. Навременото плаќање на сметките исклучува дополнителни трошоци за присилна наплата согласно законот. Така функционира светот. Ние не сме исклучок. Вредите сме вклучени. За топол дом, за доброто на сите. Снабдување со топлина Балкан Енерджи. Само за проектот Купи куќа за млади, Хот и Хот ги намали цените на неверојатни 280 евра за метар квадратен, на принципот клуч на рака. Дојдете во Хот и Хот, за заеднички да го проектираме вашиот дом. Помагаме при аплицирањето во банка. Хот и Хот за проектот Купи куќа за млади,
нуди градежни парцели за изградба на куќи. Млади, купете куќа. Купете во Хот и Хот. БОМИ 10 логистик, транспорт, шпедиција, царинско складирање, 24/7 локална царина, царински магазини во Скопје и Куманово. Ефикасно, сигурно и навремено. БОМИ 10 логистик. Ja sam svoj problem rešio u prirodi i sa prirodom. Tokom leta zaobišli su me svi stomačni i ostali virusi, a naravno tokom cele godine sam pio moj G132 plus natural da mi očuva imunitet. Pripremam se sada za zimu. Priča se da će ova zima biti hladna i virusna. Što se tiče hladnoće, moj komši i ja smo se pobrinuli da nam ne bude hladna. A što se tiče virusa, brine se G132 plus natural i International Health. Živi bili! Еве во отвореното студио на телевизија Нова разговараме со доктор Марија Ристевска и со магистар Славица Билјарска-Мирчевски за кампањите на политичките партии, за политички маркетинг на некој начин. Рековте, во првиот дел постојат два типа генерално на партии, пазарни и продажни. Во која да ги препознам власта, во која опозицијата? И тоа е интересно дека во оваа кампања во суштина власт и опозицијата ги комбинираат двете карактеристики и действуваат и пазарно и продажно. А школски како би требало да биде? Па школски би требало ако партијата има многу силна идеологија, таа ја базира својата кампања на својата идеологија и исто така комуницира со граѓаните, односно со потенцијалните гласачи, нудејќи ја програмата која што е основана на идеолошките нели вредности на партијата, но одговарајќи на нивните потреби. Првин прави определена анализа на потребите на граѓаните, да, ги утврдува нивните преференции и креира решенија кои што им ги нуди нели во програмата како своја понуда за предстојните избори. Така. Тоа е пазарно, да. Продажна? А продажна е кога има определена вредност, но и ја знае дека и граѓаните имаат определена вредност и сака сега да продаде нова вредност со која што го менува мислењето или вредностите на граѓаните кои што се востановени се ги имаат самите граѓани. Така што нудиш некој новитет, обидувајќи да стигнеш можеби и до нова група на гласачи, но во исто време да понудиш новина која што досега не била карактеристична за вас и тоа е малку потешко со партии кои што имаат многу цврста идеологија, кои што се базираат на цврста партиска идеологија. Затоа оваа кампања ни дава примери за двата за действување на политичките партии како продажни и како пазарни. Како ги оценувате кампањите? Ева, ако гледаме пазарно ориентирани, сите партии скоро се пазарно ориентирани, значи и ВМРО, ДПМН, и СДСМ, и Левица, особено коалицијата за промени и правда, ДУ и БЕСА имаат направено добро истражување на нивното гласачко тело и во своите програми нудат решение или пак понуда која што одговара на нивните преференции. Да речеме, главно потребите на гласачкото тело се подобра економска состојба, вработувања, подобар квалитет на живот и ако ги погледнеме програмите на политичките партии, главно се фокусираат на тоа. Значи и ВМРО има нудење на вработување, отворање на нови работни места и така натаму, училишта, значи училишта, болници, градинки и така натаму. СДСМ оди со минимална плата. Има нешто што ти во текот на периодот дека
биле на власт, во ствариле и влегува во тој дел на понудата како завршена работа, нели, билики опозицијата Тоа може во пораките да го анализираме, заради тоа што тоа е таа порака која што ја праќаат до граѓаните, дека на нив може да им се верува, заради тоа што реално остварува, да, за разлика од другите каде што водат негативна кампања и кажуваат дека не има точно утврдено и реторика со која што праќаат порака дека не може да им се верува, вадејќи нели ветувања од претходните избори на председателот на опозицијата и покажувајќи ги фактите зашто дека тие не се оствариле. СДСМ исто така е пазарно ориентирана партија, значи тие утврдила дека потребно е подобрување нели на стандардот воопшто на граѓаните, па нудат нели минимална плата, просечна плата, зголемување, исто така унапредување на јавните услуги да бидат во согласно со потребите на граѓаните. Левица многу ја базира својата програма на својата идеологија, па така големиот дел од она што го нуди е поврзано со работничките права, со економија, во корист на граѓаните, но исто така имаат добра програма со мерки во култура, здравство, спорт и екологија. Коалицијата за промени и правда пак има идентификувано други преференции кај своето гласачко тело, а тоа е потребата од востановување или пак повторно изградување на правната држава, владењето на правото и корупцијата се главните постулати на нивната програма, заради тоа што сметаат дека тоа е преференца на нивното гласачко тело и таа порака ја праќаат. Додека пак ДУИ е на слична линија како ВМРО и СДСМ, нудејќи работни места, подобрување на економскиот статус на нивното гласачко тело и она што исто така го утврдила како преференца е европската интеграција како начин на интегрирање со останатите земји од Европска унија, но и соседите кои што се битен дел од албанскиот народ кој што живее на Балканот и пораката или потребата, преференцата на албанскиот електорат за двојазичност. За разлика од БЕСА, каде што многу повеќе имаме нагласок на преференцата на гласачкото тело кое што е незадоволно од перформансите на ДПА и ДУИ во претходните изборни циклуси и бара целосно и воопшто е незадоволно од статусот на албанците во Македонија и бара целосно редефинирање на државата, исто како преференца на тоа гласачко тело кое што не излегуваше на гласање во повеќе изборни циклуси. Значи, тоа е како пазарно се поставуваат. Ако одиме на како продажно се поставуваат, можеме да извадиме друга анализа. Да речеме, ВМРО ДПМНЕ ги третира сите сегменти во својата програма, ги третира сите сегменти на општеството како собственици на удели во државата и буквално нуди понуда за секој собственик на удел. Со тоа создава вредност за секој од нив посебно и ја зголемува јавната вредност воопшто на граѓаните од тоа ако го изберат нели ВМРО ДПМНЕ и го заокружат бројот 1 на нивното избирачко ливче, па така имаат посебни проекти и мерки за земјоделци, бизнисмени, пензионери, млади, луѓе со фамилија или не, невработени и така натаму. Значи, целосно микросегментирање. И она што го гледам како ново и како обид на ВМРО ДПМН да го промени мислењето на граѓаните со оваа кампања е она што им го овозможи како можност Зоран Заев со неговата изјава за кантонизација, федерализација, двојазичност и така натаму.
и кое што тие го искористија за го ребрендираат на некој начин за она што им е утврдено во програмата и кое што е основано на ова микротаргетирање на различните сегменти во општеството, со поставување на едно референдумско прашање дали си за ваква Македонија, за редефинирање всушност на државата. СДСМ исто така има карактеристики во својата кампања кои што се продажно ориентирани. Кај нив гледам сегментација, особен акцент на два сегменти од општеството, првенствено младите и второ албанците. Тие сметаат, предпоставувам дека направиле добра анализа за тоа кој е неодлучен или пак кој може да игра улога на свинг или пак превртлив гласач на овие избори и има точно утврдени пораки и мерки кои што се насочени исклучиво на овие две таргет групи, млади и албанци како потенцијални гласачи на СДСМ, при тоа што упатуваат доста популистички, би рекла, пораки до едната и до другата група. Кон младите нудат укинување на забраната на купување на алкохол после 7 часот и така натаму, укинување на пушењето во кафичите, во затворен простор и така натаму, што е нешто, мислам, тоа е еднакво на популизам, а во исто време нели го критикуваат ВМРО за таков популистички настав. И друго нешто што е интересно, кое што е карактеристично за СДСМ во оваа кампања е тоа што водејќи се од својата социјалистичка идеологија, нудат мерки кои што се буквален интервенционизам на државата во економијата, да речеме покачување на просечна плата. Како може во едно пазарно ориентирано општество да покачиш просечна плата ако пазарот тој што утврдува платата? Значи, очигледно се нуди интервенционизам или пак нудењето на државна помош за млади, државна помош за фамилии, и така, државна помош за земјоделци и така натаму, што исто така е во спротивност со нивното ветување и ориентираност кон евроинтеграција, што е друга пак доста јака, силна порака која што ја праќаат, дека тие се за ЕУ интегрирање на земјата, а во исто време овие политики не се усогласени со таа стратегија за приближување кон ЕУ, заради тоа што знаеме дека ЕУ е ориентирана кон либерална пазарна економија, интервенционизам и државна помош не се нешто што тие ги посакуваат или поддржуваат. Добро. Ако дозволите само вашиот став околу ова, вашето видување. Значи, јас нема да ги анализирам програмите и кој што ветува, ќе зборувам од аспект на комуникација. Тоа што Марија испушти да го каже е дека единствената порака упатена кон жените во оваа кампања ние ја видовме од СДСМ. Тие имаат специјална порака таргетирана за жените, во која што се обраќаат на сите жени, мајки и така натаму. Друга партија немам видено дека има такво нешто. Во оваа кампања дури мислам дека е воопшто првата порака која што ги таргетира жените. И друго нешто сакам да споменам, кога Марија зборуваше за пораката за кантонизација, двојазичност, федерализација. Од теоретска смисла, комуниколошка, ВМРО со таа порака се обидува да направи така наречена морална паника. Односно, да представи дека нешто многу страшно и се случува на државата и дека еве сега ако не ја спасиме државата, државата ќе пропадне. Тоа е вака од теоретски гледано како тие ја базираат нивната програма. И дури мислам дека почнаа многу повеќе да ја базираат на тоа нивното представување во јавноста, отколку да си ги потенцираат мерките кои што ги имаат зацртано од претходно. Јас целосно се согласувам, мислам дека се сменија стратегиите во текот на кампањата и тоа беше turning point, нели? Беше промената се случи после изјавата на Зоран Заев. Одново, мислам, она што им беше спремено го
го наведаа СДСМ во одбрана на некој начин. Она што исто е многу интересно е Левица. Левица има многу продажно ориентирана кампања и тоа вредности кои што ги нуди со кои што сака да ги промени вредностите воопшто на македонското општество. Кои ги гледам? Либералните хуманистички вредности, значи женски права, права на ЛГБТ заедница и така натаму. Воопшто човекови права ги издигнува на едно повисоко ниво. Второ, општествен интегративизам, гледам кај нив, промовира. И трето, што е многу значено и мислам дека е карактеристично состојбата, мислам дека во Македонија во моментов имаме една репрезентативна криза која што се не во моментов, ама во последниве 2 години, која што се ефектуираше со големи протести на различни сегменти, групи, организирани, неорганизирани и така натаму, заради определени одлуки, заради различни причини. Но и тоа се случува и во останатите земји во Европа. Значи имаме една тотална криза на репрезентативната демократија и во Европа и во Македонија и она што го гледам кај Левица што го нудат е промена на тие вредности на вклучување на граѓаните во процесите на креирање политики и нудење на подобар механизам за репрезентативност. И кога сме кај Левица, само секунда, тие имаат и различна програма од сите други партии кои што до сега ги не програма, се извинувам, кампања од сите други партии кои што до сега ги спомнувавме, тие единствено нивната кампања ја водат само на терен и само на дигитални, односно социјални медиуми. Немам видено нивна кампања нема доволно средства, тие сами кажа дека немаат пари. Сепак, господин Билјарски, ќе се задржам на овој пресвртен момент за кој што двете го акцептират, бидејќи се случи тоа што се случи, можеби во почетокот на кампањата и не биле подготвени другите да реагираат, но само ВМРО и СДСМ ми се чини остана да ја обработуваат оваа теза на Заев. Не верувам дека Левица се вклучи или останатите партии да ги бранат или напаѓаат. Значи тоа е еден дуел меѓу овие две најголеми партии кои што се борат за власт како коалиции. Од два аспекта сакам да ме прашам, бидејќи тоа го почна и го нагласи госпоѓа Ристевска. Дали СДСМ свесно влезе со тоа во игра, не очекувајќи дека ќе добие бекенд од другата страна, сметаше дека ќе го издржи, или мислите дека сепак доби димензија од кои што сега како што вели Ристевска е во позиција да се брани или не, бидејќи нападот е поголем од она што Заев го исфрли како ракавица, дека ќе го добие од одредена група на гласачи. Сега ние сите се вртиме, значи како реагира сега СДСМ и ВМРО, дали е сега претерано нападот и одбраната, и се вклучи албанскиот блок на тема што можеби е по дефолт нивна, но стана сега второкласни играчи на нешто што не припаѓа на македонските партии, да речем. И не се очекуваше дека припаѓа во еден период порано. Не знам дали ми го разбрате прашањето. Го разбрав прашањето, да, настана мешаница. Јас дури и не сум сигурна дали Зоран Заев ја даде изјавата со почетокот на кампањата или ја даде пред почетокот на кампањата. Тоа не сум баш најсигурна во кој момент излезе најпрв пат таа изјава. Дали кампањата беше веќе почната или не беше почната. Меѓутоа, не можам да ви одговорам на прашањето директно, дали они свесно тоа го направиле или несвесно. Јас повеќе верувам во моментот дека можеби имале некаква добра цел која што не беше добро разбрано. Еве така да се изразам. Добро кажана или добро разбрана? Добро разбрана. Затоа што они после тоа, точно така, они после тоа се правдаа дека не се доразбрани, па имаше до објаснувања и така они всушност се навлекоа на моментот да тоа стане сите ги заборавија есенцијална, да стане носечка тема во кампањата. И во право сте кога велите албанските партии дури не споменуваат темата двојазичност на Македонија или кантонизација, федерализација, што и да е. Се во скоро сите програми. Меѓутоа, они го истакнуваат тоа пред нивното членство, никогаш јавно нешто не излегува, специјална порака за тоа да упатат и така натаму. Овие двете партии нашите... Да, од аспект на ВМРО, да не го искористи тоа што некој му го дал. Значи, од пиар аспект, ако некој ми даде добро парче што јас ќе го искористам, зошто да не? Или мислите дека малку се како рековте преска, како да се
се измести целата кампања. Се Се што измести. беше Јас мислам продажно пазарно стана сега ова. Мислам дека тој момент таа изјава дали била среќна, намерна, несреќна, не можам да коментирам, пошто навистина не знам дали било со цел направена таква изјава или не. Мислам дека таа изјава ВМРО ја искористи за добар спин на нештата, за да ја сврти сосема работата, за да почне да ја води негативната кампања кон опозицијата. Да, он има и од предходно подготвено нешто врз основа на кое што можеа да го темалат нивната негативна кампања, меѓутоа оваа изјава на нив им дојде како, еве да се изразам народски, кец на десетка. Што е, уште малку ќе идеме со реклами, Реже, ве молам само уште едно прашање, сакам да завршам. Терминот негативна кампања, вие го споменавте сега, мене не секогаш ми е јасен или не доволно јасен што е негативна кампања. Негативна кампања е клоцање под маса, под колено, она недозволени удари, и негативна кампања е кога противникот го напаѓаш со подеднакви средства како што си ги аргументираш своите бенефици што си ги направили во програмскиот. Негативна кампања е или кога антикампања или контракампања, не знам како да ја наречам. Негативна кампања е кога противникот го напаѓаш со негативни средства. Со недозволени или дозволени? Значи тоа е многу важно. Дали се претерува во тоа или е... Значи, зависи од кој аспект гледате. Ако гледате од комуниколошки аспект, некои средства се недозволени. Ако гледате од спинерски аспект, тогаш се е дозволено затоа што, или пропагандистички аспект, тогаш се е дозволено затоа што тие две нешта играат малку повалкано во кампањата. Значи, негативна кампања е прикажувањето, например, на тие снимките што почнаа да ги пуштаат, кај што, нели, Заев наводно барал пари, па не знам, негови изјави и прикажување на тоа во негативно светло. Од друга страна, ако сакате да водите позитивна кампања, ако сакате вашата кампања да биде целосно позитивна, вие треба да ги аргументирате само вашите планови и тоа што ви е зацртано во програмата и да не проговорите ништо друго за другиот. Затоа Марија вика дека кампањата што фактички е неможно во кампања, затоа Марија вика дека се измешани. Ќе направиме мала пауза, ми е дека можеме да го вклучиме. Имаме митинг, станува збор, ми се чини за ВМРО ДПМН, режија, реклами и вклучување во митингот на ВМРО ДПМН. Добро, мислам дека после рекламите најавивме дека ќе се вклучиме во Куманово во митингот на ВМРО ДПМН. Цврстина на Македонија, одење во НАТО и ЕУ и Македонија која економски ќе зајакнува. Економија која што ќе прави економија која што ќе биде од ден на ден се посилна. Држава која што ќе се грижи за земјоделците со нови 600 милиони евра за македонските земјоделци, по 150 милиони евра секоја година. Држава која што ќе продолжи да ги зголемува пензиите на пензионерите. Влада која што ќе продолжи да ја зголемува социјалната помош. Се планира 50% зголемување на социјалната помош во наредните 4 години. Платите во јавниот сектор ќе раста за над 10%. Пензиите ќе раста за над 10%. Сите економски параметри се очекува да се зајакнуваат и земјата да оди напред. Тоа е опцијата што е потребна на Македонија. Драги пријатели, треба да знаете дека овие мали коалиции што се направени, не се направени случајно и не се волја на самите нив. Тие се составени од истиот сценарист кој што стои зад Зоран Заев. Целта е да се ослабне ВМРО ДПМН и да му се помогне на СДСМ. Тоа не треба да го дозволиме. Секој што сака или размислува да гласа за некоја од помалите коалиции, треба да знае дека му помага на Заев и на СДСМ да ги реализираат нивните сценарија. Не смее да се дозволи овој криминоген тип да дојде на чело на државата, затоа што неговите навики за рекет, за мито, за уцени, за се она што го прави на Струмичани, ќе ги донесе во Скопје, во Република Македонија, во Куманово, насекаде.
Затоа, јас сум сигурен и цврсто убеден дека на 11 декември, како никогаш досега, ќе се излезе референдумски, масовно, за поддршка на ВМРО ДПМНЕ и против политиките на раздебитување на Македонија, против политичарите кои го лажат собствениот народ и кои што сакат со лажни ветувања да дојдат на власт. Тоа е препознатливо и затоа ќе го претрпат 10-тиот изборен пораз поред. Да сте живи и здрави, да живее Куманово, да живее ВМРО ДПМНЕ и коалицијата за подобра Македонија, да живее Република Македонија. Да, се враќаме во студиото, имаме уште некоја минута време. Слушнавме дел од пораки на лидер на една политичка партија на митинг. Нешто околу пораките што ги упатуваат, где допираат, какви се, до кого допираат? Како што кажав на почетокот, значи пораките се упатени пред се да ги привлечат неопределените гласачи и тие што се уште се мислат каде да гласаат, за тоа што нивните гласачи, нивното членство и без тие пораки и без таа кампања се предпоставува нели дека би гласала за нив. Јас сакав да искоментирам нешто што ми е чудно во оваа кампања зошто се случува, оти претходно го немам забележано. Например, кај ВМРО ДПМНЕ. Они во оваа кампања покажаа некаква конфузија со нивните слогани под кои што ги водат кампањите, генералната порака која што ја имаат во кампањата. Они имаат порака знаеш што е подобро за тебе за Македонија, која што им стои секаде. Меѓутоа во еден момент почнаа да ставаат хаштаг реално и да го користат реално како еден вид слоган. Понатаму, веројатно водени од тоа што го извлекоа бројот 1, па почнаа сите за 1 за сите да користат. За денеска да ми излезе дека повторно го смениле нивниот слоган во мојот избор е 1 Македонија. Значи, ние нешто тоа што го дискутиравме на паузите. Оваа кампања се карактеризира со многу честа промена и на спотовите кои што ги гледаме. Партиите извртеа ненормално многу различни спотови и пораки кои што ги пуштаат. И еве кај ВМРО ДПМНЕ го забележуваме и менувањето на главниот слоган на кампањата. Кај СДСМ тоа е живот за Македонија, план за живот, они не ја променија нивната основна порака, иако пораките кои што ги упатуваат до целните групи понатаму ги разработуваат различно. Ајде да слушнеме една порака од Заев токму сега, можеби ќе биде на линијата на која што говорите. Никој не може да застане на патот на промените. Доаѓа живот за граѓаните на Република Македонија. Сите пари ќе ги насочиме кон граѓаните. 140 милиони евра ќе насочиме кон силна поддршка на домашните фирми, со што ќе им овозможиме да се развиваат, да отвараат нови работни места и да даваат повисоки плати. Ако имаат граѓаните, тие повеќе трошат. Ако повеќе трошат, повеќе пари има во буџетот. Ако има повеќе пари во буџетот, ќе има и за поддршка на нови фирми, и за болници, и за училишта, и за градинки, и за сите потреби на граѓаните. Тука нема различност. Граѓаните знаат, се соочуваат со исти проблеми и затоа заедно, обединето, сплотени, еве ги по цела Македонија, избираат живот. Почитувани граѓани, на овие избори не гласате за партија, не гласате за СДСМ или ВМРО ДПМНЕ. На овие избори гласате за својот живот, за животите на своите деца и внуци, за вашата иднина и иднината на Македонија. Ни треба стабилна иднина. Ова беше на линија на што говоревте дека и двете партии референдумски ги сваќаат овие избори, да се биде или не, така? Па
Така некако и двете партии поставуваат референдумско прашање со тоа што ВМРО ДПМН нели вика за Македонија или дека нема да не биде одма после изборите ако освои другата партија власт, а СДС од друга страна вика за живот во Македонија или за фамилијата кој што до сега нели вела дека владеела со Македонија. Истинска ребрендирањето е чудно овој пат, нели? Како да ги сменија боите двете мултипротивници. По црвенеа плавите, плавите, црвените поплавеа. Токму така, и за мене беше изненадување, но анализирајќи ги нивните кампањи, во суштина е многу логична промената. Првенствено, да речеме, ако почнеме од СДСМ праќа пораки за се што е лошо во Македонија и е резултат на владењето на ВМРО ДПМН во последните 10 години. Вели има безвластие, има сиромаштија, висок стапка на мизерија, во исто време имаме многу назадување во демократијата и така натаму, и нас не треба промена, не треба револуција. Сето тоа се агресивни пораки, за кои што се поврзани нели со агресивна боја и ја усвојуваат револуционерната црвена боја. Во исто време тоа е и боја на нивните сестрински партии. Идеолошки се поклопува со социјалистите, европските социјалисти, но и социјалистите воопшто социјалистичката идеологија. Па и тука е логиката и за ВМРО. ВМРО мислам дека овдека во оваа кампања како да го игнорира целата криза и зошто настана кризата, нели, обвинувањата за корупција, за бомбите и така натаму, сето тоа како да не постои за нив, го остава дека ќе биде решено од СЕО и нема да биде потврдено, нели? А од друга страна сака да ја смири ситуацијата и усвојува една светлосина боја која што укажува на смиреност, на стабилност, на благосостојба, на мир, на надеж истовремено, така, а истовремено тоа е и бојата на европските народни партии, да, конзервативците секаде во Европа се сини. Кај нив е многу чудно дека всушност кај нив црвената боја доаѓа од ВМРО, нели, доаѓа од историското име кое што го носат, но во моментот кога стана ДПМН и превзеда конзервативна идеологија, во суштина требаше да бидат сини, а не црвени, и со овие избори ја бираат конечно сината боја како своја. А тие во меѓувреме од црвени стана портокалови, да не заборавиме, што е боја на популистичките партии. Така. Па сега стана сини, меѓутоа имам чувство, тоа е лично чувство, не го базирам на никакви истражувања, дека нивното членство има проблем со плавата боја, со прифаќање на бојата, па сега како да гледам дека почнаа да си ги враќаат портокаловите шалчиња и така некако да ја менуваат иконографијата, дури и на торбите кои што ги делат со програмите, рачките им се портокалови, нели? Така и буквите се портокалови. Мислам дека од едната страна се портокалови, од другата да се поврзат со... Уште едно прашање остана околу митингувањето. Рековте, ми се чини во неформалниот дел дека тоа е малку потрадиционален начин на водење кампањи. Дали тој се уште ќе остане типичен за Македонија, за Балканот? И колку е важно психолошки, бидејќи гледам дека сите партии се фалат кои имале поголем митинг, каде имале повеќе граѓани, дали психологијата да се привлече дека граѓаните се поведуваат по силниот, по моќниот, па им значи или тоа нема никаква врска? Мислам дека нив им е се уште многу важно кој повеќе своји приврзаници донел или привлекол на своите митинзи. Така, јас мислам дека првата кампања на Обама во Америка ја смени начинот на како се води политички маркетинг сегда во светот. Тој усвои еден модел на мали групи, средби со мали групи граѓани и постојана присутност и диалог со секој индивидуалец.
преку користење на социјални мрежи и така натаму. И полека тој метод на митингување го прифатија и во Европа и очекував дека ова, бидејќи многу европски изгледат, барем овие две кампањи, дека ќе го присвојат и тој модел и нашите политички партии, но гледам дека митингувањето во големи бројки, нели во голем обем останува дел од оваа кампања. Единствено мислам коалицијата за промени и правда го усвојува овој модел на Обама за кој што зборувам и левица исто така, ама левица е повеќе на индивидуален контакт, само да кажам дека тоа е многу скап метод, но разбирам зошто го користат. Сметам дека заради продажниот елемент во нивните во кампањите се плашат дека може некои од нивните гласачи да бидат да преминат во другиот табор и заради тоа ги мобилизираат постојано и ги држат во кондиција. Вие вашиот став за една минута околу митингувањето и околу митингувањето, да. Партиите со митинзите уствари ја јачаат довербата кај нивното гласачко тело, сака да покажат дека се помасовни. Да не заборавиме, кампањата во Соединетите Американски држави трае многу подолго од нашата кампања. Нашите партии за тие 12 дена немаат можност да направат многу мали митинзи, затоа ги користат поголемите митинзи и затоа ги користат посилните пораки на кои што сме сведоци. И благодарам многу што бевте гости во Благодариме оваа емисија, што дадовме една друга визура, малку теоретска, но влеговме и во суштината на партиите. Ми е жал што немавме уште малку време да објасним уште некои состави, но идните избори можеби ќе имаме повеќе простор. Ви благодарам, почитувани гледачи, и ви благодарам на вниманието.